Компаниите се соочуваат со потешкоти да ги пополнат слободните работни места со квалификувана работна сила. Од друга страна, младите можат да се наметнат на пазарот на труд само доколку имаат квалитетно образование во кое теоретските знаења се дополнети со практично искуство. Ова се поидовните точки на процесот на реформирање на стручното образование што ги иницира владата и Министерството за образование и наука преку вклучување на засегнатите страни од приватниот сектор и локалните самоуправи. Диалогот Учи паметно, работи стручно, во кој МОН веќе втора година ги вклучува општините и бизнис заедницата, денеска продолжи во Кавадарци. Целта на оваа трибина ќе биде да има една панел дискусија каде што ќе се дискутира се со цел да го развиеме на едно повисоко ниво средното стручно образование, како во Кавадарци, така и на ниво на држава. За да може тие фирми кои што имаат потреба од таков стручен кадар да можат полесно да го најдат тој стручен кадар, а самите ученици кои што се во средни стручни училишта да успеат да се изборат и да издействуваат што повеќе и што подобро во својата област, тоест во својата професија за која што изучуваат. Каков кадар ви е потребен во една општина? Каде сакате децата да се усмерат и што е потребно за една општина да живее? Потребата доаѓа од самата општина, односно од вие како починители во тоа општество. Како што каже и заменикот градоначалник, факт е и свесни сме дека постои дисперитет во програмите можеби и пазарот на трудот и токму затоа сме сега тука, за да го започнеме промовирањето на овој социјален диалог. Тоа не значи дека ние на секој диалог кој ќе се отвара на ниво на општина ќе доаѓаме и ќе дискутираме. Диалогот поднатаму треба да продолжи од самите вас, поттикнати и поддржани заедно со локалната самоуправа, за на крајот од денот, односно не на крајот од денот, за ова ќе ни треба резултат од неколку години, меѓутоа да видиме што сме постигнале од аспект обезбедување на квалитетно образование, а со тоа и поголема мобилност на пазарот на трудот, поголема вработеност. Моментално во Неготино како најдефицитарни кадар се електричари, преработувачи на брашно и леп и како можеме така да кажеме, Неготино и Кавадарци како еден вид земјоделски крај, можеби ќе имат потреба и од образование од областа на земјоделието. Така да се надеваме дека во наредниот период ќе можеме да така да кажеме помогнеме и во тој дел на компаниите во Неготино.